Довербата мора да се оправда. Во овие 100 дена од новата влада продолжуваме со дела за подобра Македонија, нагласи премиерот Никола Груевски во своето видео обраќање, на кое образложи што е се сработено во овој период. Како претседател на владата, сметам дека во изминатиот период владата ги постигна зацртаните краткорочни цели, кои се утврдени во програмата за работа и кои се резултат на нашите ветувања на изборите за кои народот ни ја даде довербата. Груевски во обраќањето истакна дека тука спаѓаат намалувањето на данокот во туризмот, укинувањето на данокот за малите претпријатија, намалувањето на царината за шеќерот, маслото, поевтинувањето на зелениот картон и многу други економски мерки. Тој додаде дека стратешката определба е подобрувањето на бизнис климата, зголемување на економскиот раст, како и подобрување на животниот стандард на граѓаните, додавајќи дека во таа насока пристигна и признанието од Светската банка, која што не рангира како трет најголем реформатор во светот, а според целокупната состојба за водење на бизнис, на високото 22 место оставајќи 20 држави од Европската унија зад нас. Радува што во последните неколку месеци по заминувањето на светската економска криза, сведоци сме на еден мини инвестициски бум во Република Македонија, при што се реализирани повеќе инвестиции. Најдобра потврда за нашите економски политики и за нашата реализација во сферите во општеството, кои имаат влијание на економијата и на незините текови, е признанието од најрелевантната светска институција Нова Поле, а тоа е Светската банка. На листата на Светската банка, Македонија е прогласена за трет најдобар реформатор во светот за 2011-2012 година. Дополнително, Македонија на глобалната листа според Светската банка има постигнато напредок од 12 места на глобално ниво за последните 12 месеци и од 34-та дојде на 22-та позиција. Ова ја прави Република Македонија најдобро рангирана земја во цела Југоисточна Европа, пред Словенија, пред Бугарија, Турција и повеќе други. И подобро рангирана од 20 земји членки на Европската Унија. Тој ги издвои инвестициите на Kemet Electronics, изградбата на новата фабрика на Johnson Controls во Штип, потоа руската Protect, италијанската Euro Италија, холандската Stilcon и многу други. Груевски истакна дека во следните 2 месеца ќе следуваат турнеи за промоција на македонските услови за инвестирање во Јапонија, Сингапур, Австрија, Турција и во многу други држави. Премиерот Груевски истакна дека Македонија трет пат добива позитивен извештај од Европската Унија со препорака за започнување на преговори за полноправно членство. Тој додаде дека и во иднина ќе се продолжи со реформите, особено во јавната администрација и судството. Ние и во иднина ќе продолжиме со посветена работа за унапредување на сите сфери од општеството, за реформи и за континуирана модернизација, за обезбедување на услови за развој и можности за комплетен напредок. Специјален осврт ќе посветиме на реформата на јавната администрација, која за прв пат како сфера се реформира во рамките на оваа влада и која што во изминатите неколку денови за неја предвидовме дополнителни реформи во насока на воспоставување на деполитизирана и професионална администрација. Реформите во судството, кои се започнати преку усвојување на законите во минатите 2 години, очекуваме да ги дадат своите резултати во следниот рок со почетокот на спроведувањето на законите, а пред се преку зголемување на судскиот буџет и преку обезбедување на поголема финансиска независност на судството. Очекуваме на тој начин да дојде и до понатамошно подобрување на работата на судската власт во насока на што поголема ефикасност и ефективност. Како дел од социјалната политика која што се спроведувала во овие 100 дена, откако е формирана новата влада, Груевски истакнува дека од 1 јануари ќе почне да се спроведува проектот Купи стан, купи куќа, кој со помош на државата многу граѓани ќе може да го решат стамбеното прашање, потоа посебниот социјален и интегративен третман на децата од улица, како и донесувањето на одлука за минимална плата, која ќе изнесува 8.050 денари во нето вредност. Конечно, помеѓу социјалните партнери, синдикатите, работодавачите и владата е постигнат договор за утврдување на минимална плата, која ќе
8.050 денари во нето и 12.246 денари во бруто износ. Односно, ќе изнесува 39,6% од просечната месечна плата. Со оваа мерка, директно им се помага на околу 65.000 работници, кои работат во засегнатите сектори. Груевски во видео обраќањето на Facebook ја коментираше и состојбата во новинарството, нагласувајќи дека е започнат диалог за подобрување на овој сектор. Започнат е и диалог со представниците на новинарската професија за унапредување на условите за работа, за заштита на правата од работен однос, за почитување на професионалните стандарди и за почитување на етиката и новинарските принципи. Со помош на нашата иницијативност како општество, како чинители, но и со подршка на ОПСЕ, ќе се трудиме и на ова поле да достигнеме нови, подобри стандарди во еден заеднички интерес. Иако треба да се истакне дека и постоечката ситуација во оваа сфера, иако не е идеална, е подобра од многу земји кандидати или пак членки на Европската Унија. Председателот на владата истакна дека и во иднина продолжува субвенционирањето на земјоделците, изградба на транспортни и енергетски капацитети, изградба и реконструкција на училишта, обезбедување на квалитетна здравствена услуга за граѓаните, уште поголема борба со корупцијата, изградба на лаборатории во научно-истражувачките центри, спортски комплекси и најави продолжување на реформите и развојот на сите останати сектори. Тој потсети за набавката на новите автобуси, отворените патишта, булевари, музејот на македонската борба, реконструкцијата на аеродромите и најави дека од идната година ќе започнат подготовките за доизградба на пруга кон Бугарија.